Геолошките истражувања за јаглен во Пијанечко, чии ископувања во Делчевско и Пекчевско траат веќе извесен период, а за кои се зборува повеќе од 30 години, го заинтригира стопанскиот сектор, па веќе сериозно се размислува за бенефитите кои би ги добила државата преку експлоатацијата на минералната суровина, која во голема мера може да придонесе за намалување на енергетската криза во државата. Премиерот Емил Димитриев потврди дека владата досега издала околу 300 одобренија за геолошки истражувања, нешто што само по себе ја наметнува можноста за изградба на капацитети, кои доколку профункционираат ќе придонесат за значително забрзување на развојот на стопанскиот сектор, од кој секако бенефит би имал и крајниот исток. 300 дозволи владата склучи и договори со компании за детални геолошки истражувања, од кои веќе имаме 200 дозволи за експлоатација, што значи има еден огромен потенцијал кој што во иднина ќе биде ставен во функција на дополнителен раст и развој на Република Македонија. Јас сум оптимист дека со заеднички напор на владата на Република Македонија, на вас од приватниот бизнис, ќе имаме нови светли моменти. Тука пред се јас очекувам како еден од најкрупните инвестиции во делот на рударството е стартот на рудникот Иловица, старт на еден огромен капацитет во Делчевско за јаглен. Фактот што Делчевско-Пекчевскиот басен крие над 50 милиони тони јаглен со квалитет кој одговара на оној на јагленот на Суводол, според Димитриев е доказ дека Македонија има огромен потенцијал на богатство со минерални суровини, што значи дека на стопанскиот сектор му предстои светла иднина. Многу светски аналитичари, економисти и прогнозери кажуваат дека во иднина човештвото ќе биде во ситуација да му се потребни најмногу две нешта, тоа се минералните суровини и храната. Бог ни дал таква прилика да управо тука имаме како држава предност и треба да бидеме мудри, да го искористиме тоа и да направиме што е можно максимум за својата држава. Инаку засега геолошките истражувања за јаглен во Пијанец се одвиваат на две локации, на потегот Звегор-Стамер и во областа меѓу селата Панчарево и Истемник на територијата на општина Пекчево. Инвеститор на истражувањата е државното електростопанство.